За помалку од 24 часа државава се задолжи со 1 милиарда евра со нова еврообврзница и експресно се раздолжи со 700 милиони евра за еврообврзницата земена во 2020 година. Ваквиот спринт во враќањето на стариот долг кој редовно доспеваше во јуни годинава е со цел да се направат заштеди, со кој пак ќе се покријат дел од трошоците за издавање на новата еврообврзница. Новата и во поголем дел потрошена обврзница е поделена на два дела, односно со различно време на доспевање. 500 милиони евра ќе треба да вратиме за 4 години со годишна камата од 3,875%, а 500 милиони евра ќе ги вратиме за 8 години со годишна камата од 4,75%. За министерката за финансии, купонските камати што вчера се постигнати се исклучително добро постигнување за државата на меѓународните финансиски пазари. Ваквата структура возможува оптимално распоредување на обврските во среден и долг рок, како и дополнително намалување на ризиците поврзани со рефинансирањето. Особено значајно е што успеавме да пласираме 8-годишна обврзница, доспевање кое последен пат беше постигнато пред повеќе од 20 години. Ова представува силен сигнал за довербата на меѓународните инвеститори во економските политики, реформската агенда и стабилноста на земјата. За министерката, освен каматите кои се исклучително добри и со историски најмала маргина, со што државата најмалку ќе плаќа над годишниот Еурибор, кој е европска референтна камата, добро е и тоа што за прв пат кај 8-годишната еврообврзница како купувач се јавил еден од најголемите пензиски фондови во Соединетите Американски држави. Ова, како и го огромниот број на реномирани инвеститори, за Димитриевска Кочовска е показател дека со обврзницата поретко ќе се тргува на секундарниот пазар. Но денеска на пресот дознавме и дека оваа година ќе треба да се вратат стари обврски од 1 милиарда и 563 милиони евра, а во наредните 5 години, вклучувајќи и 2026, ќе треба да се сервисира долг од 8 милиарди и 804 милиони евра, што е над 2 милиарди евра повеќе од колку што се предвидуваше кон средината на минатата година. За министерката нема мистериозно зголемување на обврските. Ние имаме само повеќе од 2 милиарди одобрени кредити, кои што се уште не се пласирани. Кредити одобрени од 2019-18 со слаби реализации, но тие договори не се прекинати. И тие ги предвидуваме сега во овој период согласно динамиката. Ако во претходната фискална стратегија не сме можеле да ги предвидиме бидејќи динамиката на реализација била послаба, сега веќе во оваа фискална стратегија сме ги предвиделе и тие менуваат структурата. Според информациите, во текот на оваа година се планира уште едно задолжување на меѓународниот пазар, за да може да се сервисираат сите преземени и доспеани обврски. Досега Македонија има издадено 10 еврообврзници.